Измени во кривичниот законник, нов закон за амнестија, па сега и промени во законот за помилување. Предлог измените кои ги изготвило Министерството за правда се испратени до владата, која треба да ги разгледа на некоја од следните седници. Клучната разлика според Министерството е дека председателот на Републиката може да помилува само луѓе кои веќе се правосилно осудени и на кои им е одредена казна, но не и оние кои се предмет на кривично гонење, односно нема да може да аболицира. Како една од клучните одредби на предлог законот од правда ја посочуваат и самата постапка за помилување, каде што, како што нагласуваат, се предвидени кратки рокови за секоја од институциите кои се вклучени во постапката. Мощно значајни се и решенијата со кои е детално разработена постапката за помилување, каде се предвидени кратки рокови за секоја од институциите кои се вклучени во постапката за помилување. При тоа, тука се значајни и конкретните одредби за одговорност на лицата кои постапуваат по предметите, но и на нивните претпоставени. Сепак, што точно содржи предлог законот и дали можеби на мала врата се протнуваат и други измени кои би му дали поодврзани раце на председателот, не се знае зашто целиот текст се уште не е објавен. Изминативе неколку месеци имаше неколку скандали поврзани со помилувањето од страна на Стево Пендаровски, а меѓу нив и намалувањето на казната на Бедри Зекири, кој важи за еден од наркобосовите на Скопското подземје. За само еден месец на брза лента поминаа измените во кривичниот законник со кој се намалува затворската казна за злосторничко здружување, а вчера во собрание влезе и законот за амнестија без европско знаменце, ама по скратена процедура.